Почитувани гледачи, добро вечер. 15-то издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. На почетокот би сакал да ви се заблагодарам за огромната поддршка која што ни ја давате во изминатиот период, а благодарение на тоа што ни ја давате вашата поддршка, таа ни дава голем елан и голема сила да продолжиме понатаму. Во ова вечерно издание на ова наша емисија, ова летно издание, би ви препорачал да земете ладен пијалок и да уживате во наредните 60 на минути, бидејќи ќе отвориме на вистина неколку жешки теми кои што се интересни пред се однесуваат на градот Скопје. По тој повод, гостин во ова издание на Проверитас, еден мој драг пријател кој што го знам повеќе од 35 години, препознатив во градот Скопје и во Република Македонија како еден од најгласните активисти за борбата на правата на животните, човек кој што исто така е советник во Советот на град Скопје и препознатлива скопска фаца, вака да се изразам жаргонски. Добро вечер за Стефан Кирков. Добро вечер, Александар. Чести привилегија ми е што денеска сум ви гостин и што ќе имам еден конструктивен и се надевам убав муавет. Причината за тоа што си гостин овде, покрај тоа што го кажав во самата најава, е една битка која што ја водиш еден подлог период. Те следам на социјалните мрежи, интересни статуси поврзани пред се со случувањата во градот Скопје. Но пред да почнеме за тоа, се вратиме една приказна за твојот живот, за што е Стефан Кирков, Така. човекот кој што долги години активисти се бори со целата оваа приказна. Од каде љубовта, од каде желбата се тоа да се прави? Бидејќи, се знаеме, долг период, нема муабет која не сме свидели да не разговараме на таа тема. Така, добро е што имаме таков муабет и што разговараме за животни. Јас живеам со таа дефиниција дека животот со миленици е поубав. Знам дека и ти исто ги сакаш и си имаме исто муабет на таа тема. Како не викаат малски кучкари, се викаат тие. Така, да. Сакаат кучкари. Иначе Стефан Кирков е чаирчанец по потекло, роден сум во едно од најстарите скопски населби Чаир. Таму сум и пораснат. Од кога знам за себе, со тоа се раѓаш, Александар, или ги сакаш животните, или ги некеш. Јас сум оној поборник на дете кое растело пред зграда и ги се обирало повредени врапчиња, гулаби, повредени кученца, мачиња и ги носело дома. Така да се раѓа со тоа. Тоа е една пасија која, пак ќе кажам, мене ми представува задоволство и ден денес гледам да можам, колку можам да помогнам, затоа што, пак ќе кажам, кога се раѓа со таа пасија, тие што чуваат животни, ќе те разберат. Оние другите ќе те направат секташ. Меѓутоа, искрена љубов како што можеш да доживееш од искрена љубов, да. Домашно милениче немаш од никој друг. Јас ти ја покажам на искрена. Не те гледа дома кога ќе дојдеш од работа како банкомат, него на искрено ти се радува на затоа што те гледа. Така да, пак ќе кажам, мене ми е чест и задоволство да ме препознаваат како лик кој сака животни. Пишувам и книга, во завршна фаза сум кој наслов носи колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе се ги сакам животните. Тоа е една моја максима, ја користам често пати, браво. Така да, позната е таа, така да ќе бидете викнети на промоција и ставно на дефиниција кој ги сака животните, ги сака и луѓето. И обратно, кој што не ги сака животните, не ги сака и луѓето. Така. Кога сме веќе кај оваа цела приказна, изминатиот период, имав можност да следам еден серијал твој во кој што нели се обраќаше до актуелната градоначалничка на Скопје, до сите институции за состојбите пред се и случувањата во зоолошката градина во Скопје. Така. Она што имав можност да го истражувам пред да те викнам гостин е дека таму се случува во последниот период еден погром, би рекол, на животни. Колку што разбрав, околу 40 на така... Повеќе од 40 сега. Повеќе од 40, за жал. Но во моментов се случува и уште една приказна за одредена болест која што се појавила во зоолошката градина, за која што исто ти така реагираш. Во моментов што се случува во зоолошката градина? Во овој момент, а после ќе говориме и за тоа, за периодот во изминативе неколку години. Се дигна многу голема галама периодов меѓу обичните луѓе кои што нели Јас би ја почнал темата кога се работи за Скопје, затоа што сум емотивно врзан со оваа установа. Александар, Скопската зоолошка градина се вели дека е една од најстарите зоолошки во Европа. Скопската зоолошка веќе до година Скопје Зуќе треба да прослави 100 години
од 100 своето години. постоење. А на истото место, Така. Золушката црква. На исто место, на иста местоположба и ќе прославиме 100 години од своето постоење. Наместо бевме пред неколку години имавме супер зоолошка, европска зоолошка можам да кажам. Меѓутоа во последниве 3,5 години со доаѓањето на Даниел Арсовска како градоначалник на град Скопје, од Скопје за од најпосетена установа ја претвори во, јас ја нареков пред целокупната македонска јавност, куќата на стравата. Затоа што таму загинаа повеќе од 40 екзотични животни, за дел од нив под криминални и сомнителни околности за кои ден денеска не знаеме од што починале. Така да Сакаш да кажеш дека се работи во поголем дел за човечки фактор. најголем дел има од Директно или све. индиректно или не влијаеле како што Така, треба да се случи. има од се по нешто. Факт е дека ние фондот на животни со кој располага Скопје беше во една застарена граница, меѓутоа човечкиот фактор и тоа како влијаеше на овие 40 животни за кои јас постојано алармирам, сум гласен секаде и по социјални мрежи и во советот на град Скопје каде што сум член од веќе 12 месеци, така да пробувам колку можам да разбудам онаа свест и да апелирам дека луѓе таму нешто не е како што треба. Дајте да превземеме нешто, имаме богатство. Градот Скопје, кога ќе го спомнеш, Скопската зоолошка се наоѓа во срцето на град Скопје. И навистина беше гордост и треба да е гордост. Колку само туристи привлекува, колку само генерации имаат пораснато и првите емпатии кон животни ги имаат добиено токму во Скопската зоолошка градина. Жалосно е тоа што се случува, меѓутоа еве како што гледате и ден денеска ние имаме еден тотален молк, игнор, ароганција, а тоа доведува и доведе да се наоѓаме во моментов, како што кажа преска и пред клjuč на установата, затоа што се со смртта на двете лами последниш, кои искочи се во да има две медиуми, лами. да. Нивниот патолошки наод покажува дека се починати од една заразна болест која се вика туберкулоза, добро позната болест сега на луѓето. Туберкулоза исто луѓето што Ете така, да. Истата болест правиме. Истата болест правиме муабет, тоа е туберкулоза, болест која е пренослива и на сите кои може да бидат во директен или индиректен контакт со животното. Чекај Стефан, сега вака да те разберам убаво, да Да, не разберам. шокантно е, не шокантно е. Ја малце сум шокиран. Сакаш да ми кажеш дека во зоолошката градина во Скопје во овој момент има болни животни или угинале животни кои што угинале од туберкулоза која што може да се пренеси на човек. Така е. Така е, и тоа навистина е еден фрапантен податок, Тоа е страшно. податок кој проба да се скрие од јавноста. Јас го бев прв, јас бев иницијаторот да ги повика Агенцијата за храна и ветерина да направи еден вонреден инспекцијски надзор. Веднаш направија, сум им благодарен, установија со записник и ја казнија установата зоолошка градина со глоба како правен субјект и го казнија директорот затоа што пробал да го скрие ова. Меѓутоа, па ќе кажам, кај нас времето за таа, системот затоа и тие казни се премногу мали за да некој навистина се освести и да гудрува по глава за друг пат да не го прави. Меѓутоа сум од друга страна па и многу среќен што за само денови се во прашање кога ќе се сменат ќе се смени таму раководството во градот и се надевам на поубави денови. Меѓутоа, ова што се случува во моментов во зоолошката градина може да донесе до епидемија од невидени размери. Сакаш да кажеш дека е опасно во моментов да се биде во зоолошка градина дека може таа болест да биде пренесена и на човек. Да. Дали вработен во зоолошката, дали посетител. Вака, јас Кај се викам- чуваат сега тие? Дали се третирани од кога се Вака, тренирале? Ајде тие вака да животни? почнеме од почеток. Пред некои си 60 дена почина две лами од 6. И ке нив се установи дека има туберкулоза. Не се превзема буквално ништо. Пешто нека да прикам, тоа лама е животното. Лама е вид на камила, доаѓа од фамилијата на камили. И одбрамен систем е плукањето. Ете така, Уште значи они се поопасно дека може заштитуваат, пренесе да, така. и преку својата плунка која е заштитна, може да не да Боже се зарази човек и вработан. А да го земе фактор дека таму на дневна основа има од 1000 до 1500 посетители. Таа е некоја статистика, некој број кои го имаат од Скопје Зу како податок, кои се влез излез на посетители, а во викенди е некаде до 3 пати повеќе. Да ти кажам искрено, не ми се верува што слушам. И мене Дека и има многу нешто ми е вакво. жал што го говорам ова, меѓутоа некој мора да биде гласен пред да направиме епидемија или не да Боже некој посетител, детенце или вработен да се зарази од нешто. Зашто? Затоа што некој мудрува таму, дошол на први само да си земе плата, изиграва директор, изиграва менеджмент, а последиците не ги гледа кој може да ги направи. Па до кога така? Не се случи, ајде да не го спомнам, коче не треба да не се случи нешто пак? Не дај Боже, да. Кажи ми еве да се вратиме на приказната со ламите. Да, значи дали ги пред третираат правилно? 60 дена
погинаа 2 лами, ке нив се установи дека погинале од туберкулоза. Иронијата да е поголема, менеджментот на Зоолошка градина во својот пиар, кога искочи на социјалната мрежа, кажува да, па тие подолго време боледуваат од туберкулоза. Без да прочитаат дека тоа е опасна болест, без да има ветеринарен тим. Се цитира. И кога мислевме дека ги опоменавме надвор од очите на јавноста дека луѓе припазете, дезинфицирате, проверете ги другите животни, не правиа дека не сме многу мудри. Пред 10 дена почина уште 2 лами. Патолошкиот наод повторно покажа дека се работи за туберкулоза и ја казни Зоолошка градина. Во моментов има уште 2 лами, мајка и керка, лами, за кои АХВ им нареди подхитно да ги дизлоцирате на некое место каде што нема посетители. Вработените да бидат со ХТЗ опрема која ќе ги чистат и хранат овие животни или ефтанизирате ги. Меѓутоа, до ден денес со таму има молк, се уште се крие за болеста на социјалните мрежи, не се кажува, од друга страна јас не сум јас најпаметен. Нели е кривично дело тоа, Стефан? Да? Апсолутно. Тоа е опасно по здравјето на луѓето. Ете така, јас ја охрабрувам ова Агенцијата за храна и ветерина, ветеринарниот факултет и сите надлежни институции државни, и тоа веднаш подопрен глас да постапат по овие мои тврдења и ќе се уверите дека ово што го говорам е навистина така. За да биде, не кажете, Стефан мудрува. Јас стапи во контакт со ЕАЗа, тоа е Европската асоциација за зоолошки аквариуми, тоа е Александар како Европска унија за нас луѓето, и таму членуваат околу 200 зоолошки од сите европски градини. Значи тоа е еден фонд на финанси, фонд на збир на ветеринарни тимови, експерти, пиар менаџери, значи до толку е усовршено тоа, ете така. И им се обрати, јас имам постојан контакт со нив, ние таму воедно имаме бан за да можеме да учествуваме ниту како членка, и баш ги прашав што во случај доколку Зоолошка градина има оваква ситуација ке ламо. Ми вратија, ја поделив и на советниците во град Скопје. Се надевам дека ќе добиам подршка од сите советници. Апелираме да не направиме некоја епидемија од невидени размери. Еве чисто за во интерес на јавноста, ќе ви прочитам само на кратко што препорачуваат они. Велат туберкулоза дека животни може да се лечи, но третманот зависи од неколку фактори, вклучувајќи го и видот на животното. Кај ламите е неизлечива болест. Во повеќето случаи препорачуваме дека животните мора подхитно да се ефтанизираат од причина што може да направат епидемија од невидени размери. Значи многу конкретно овдека кажуваат дека кажува дека туберкулозата кај ламите е релативно ретка, но сепак се јавува. Ако се појави, тоа може биде сериозен здравствен проблем затоа што ламите може да пренесат и на други животни или на луѓето. И ова во скенирана форма им го испратив на сите советници, на менеджментот на Зоолошка, значи го знаат на директорот, така е. И уште не постапуваат како што треба. До сега немаме ништо. Мислам, јас што сум лаик, еве многу чиста ситуација има тука, вика дека туберкулозата кај ламите е неизлечива. Неизлечива, за жал неизлечива. Второ вика дека може да се пренесе на човек и трето вика дека условно кажано најдобар начин да се спречи тоа е нели да се ефтанизира животот. Јас никогаш не би посакал. Јас никогаш не би посакал ефтаназија на животни. Овде може ќе бидеме нападнати од оние друштва за заштита на животни, но верувајте кога ќе експерти од областа на ветерината ќе ви го кажат ова, дека сепак се работи за безбедност на луѓе, на дечиња навработени во Зоолошката градина, и тоа како би ги послушал, затоа што не за џабе е формирана таа ЕАЗа и не за џабе дава насоки вакви какви што дава. Така да ја мислам дека овде не треба да мудруваме, треба веднаш да делуваме. Ја охрабрувам Агенцијата за храна и ветерина, која е надлежно тело, да веднаш постапи по овие тврдења, и сум сигурен дека ќе направи нешто. Од друга страна сум многу исплашен, ова не сакам да предизвикам паника и страв, меѓутоа ламите знаеме каде беше нивното живеалиште. Она, ако сте биле во Зоолошка градина, веројатно сте биле во едно поголемо живеалиште каде беа заедно живеат со овци, со јагниња. Така да. Значи во мешан состав на животни кои живеат во стадо претежно. И кој што може да пренесат лесно И болест. јас се прашувам сега дали треба да се стави клjuč на Зоолошка градина, да се дезинфицира простор, да се проверат сите животни кои биле во непосредна близина на овие заболени животни. Значи до таму идеме со аматеризам што се работи за опасност и по човечки живот, значи како не? Ако ги имаат овие информации,
тие луѓе треба истиот ден барем за посетители да ја затворат веќе зоолошката градина, се тргне понатаму бидејќи ова што го прават според мене е многу нечовечки, нехумано, е кривично дело. Кривично дело за Без да ти загрозување на некој што може да ти се случи со деца, со фамилија, ќе отидеш во зоолошка градина, кај што Така е, баш најчесто нели? се надевам дека и Советот на град Скопје ќе ме подржи, дека овде јас велам животните немаат ни политичка партија, ни име ни презиме. Овде треба сите советници да бидеме гласни, ако треба сите советници да посетиме една герила акција во зоолошка градина да го најдеме кој е директор, затоа што е анонимус тотален. Не постои, се нема појавено ни на советнички прашања, ни на седница на совет, да видиме да направиме нешто да се превземе, затоа што ако вака стоиме, се плашам дека Јас може да се упатувам случи. јавен апел до сите советници во Советот на град Скопје без оглед на политичката припадност, затоа и сте избрани во Советот на град Скопје за да го подобрите животот на граѓаните, ова се работи за една многу сериозна и опасна работа. Така е. Кога говориме уште едно прашање само по себе ми доаѓа, велиш дека 40 животни су гинат изминатиот период во зоолошката градина, се говори за тоа дека и одреден дел на животни, говорам за овие што се слушаат што се чуваат во зоолошката градина, постои црн пазар каде што се продаваат и препродаваат. Во Македонија вика има место каде што има луѓе кои што чуваат дома диви и опасни животни. И не само тоа. Кои што има приватни зоолошки градини, колку што разбрав по Македонија Нелегализирани. Да. Има ли вистина во тоа дека животни од зоолошката градина се тргува со нив кај одредени луѓе кои што ги чуваат од домашни услови, кои што се можеби опасни? Како не? И не само тоа, значи зоолошката наша градина стана тотално една јавна установа во која менеджментот се занимава со се што не треба, не со тоа што треба. Ако малце провериме на социјалните мрежи, ние ќе видиме како во некои многу блиски градови до Скопје имаме приватни диви зоолошки градини, каде што може да видиме лемори. Тие беа во зоолошка во Скопје, така лемурите. Ете така, секој животно кој вага во зоолошката градина поседува микрочип и многу е лесно, ако се сака да се утврди, од каде тој лемур дојде во Скопје зу. Сигурно не дојде од Мадагаскар, од каде што потекнуваат во едно тетовско село. Така, значи постои таква работа. Постојат и двогрби камели, може да видиме црн волк, може да видиме вид црн волк, нели заштитен тој? Заштитен вид, но може да го видиме во една во неколку такви диви зоолошки градини, може да видиме заштитен елен, кој е национално богатство македонско, може да видиме кафеава мечка која е заштитена со закон. Не може да видиме низ Скопје и низ западниот дел од Македонија во некои тетовски села, гостиварски како затворена во 2 на 2 и значи ни услови нема како што се чува. Никакви. Во некои можам да кажам кои се легални такви пријавени зоолошки, мини зоолошки, да. Меѓутоа за жал ќе повторам дека има и диви зоолошки градини во кои може и сум сигурен дека има животни од Скопје зу. И овде ја охрабрувам, го охрабрувам Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција да направи една целосна ревизија како што треба да направи за Динопаркот за кој би сакал да поразговараме. Тоа е едното прашање баш да. И подоцна за да се утврди во ова што го говорам, а јас сето ова стојам на располагање с информации, може да го потврдам пред било која институција. Кога сме веќе кај овие животни кои напомнека се чували дома, неодамна на официјалната страна на Скопје зу имаше една многу статка интересна објава која собра околу 3000-4000 лајкови, тоа навистина една хумана мисија за која вели дека зоонегувателката вработена во Скопје зу, секогаш за неја ги поздравам сите вработени и навистина се луѓе во кои многу верувам и сум многу благодарен за она што го работат. Вели веќе 2-3 недели не иде на работа. Дали е на одмор и боледување не знаеме, но во домашни услови го чува мајмунчето Мики, кој има епилепсија и го чува заедно со неколку кучиња, папагал и риби. Чекај, Стефан. Сега дома чува мајмун. Така, и тоа да е белјата поголема, чува мајмунче од врстата гибон, една од најретките врсти на мајмуни кои ги имаме во Скопје зу. Што е вистината? Вистината е тоа дека мајмунчево навистина се роди во Скопје зу и мајката го отфрле. Дури кај нив по природен пат кога неќе да го прифати, она пробува и да го усмрти, меѓутоа зоонегуватели им падна во жал и го спасиле и секогаш за тоа. Меѓутоа мајмунчето има од ударите епилепсија и се лекуваше. Сега,
хумано е да го земеш и да го спасиш животното, тоа има работа на луѓето, таму и да го третираш. Но не е хумано да задолжиш вработен да го земе мајмунчето дома и да го чува во домашни услови, поготово гибон. Мајмунот како животно е преносител на илјадници бактерии. Вие да чувате мајмун, треба да извадите еден куп сертификати. Од каде знаеме тоа мајмунче каде ќе се прошета, што ќе направи и кога се може да зарази. Па има еден пример во нашиот јужен сосед, еден грчки крал Отон, бил милениче мајмун, го има гризнато и има починато од беснило. Мислим да има повеќе случаи каде што нели Ова и тоа баш во време на грчко-турските војни после Прва светска ги војна. дресира нели за да Да. крадат мемунчиња на рамо ги носи, тоа знаеме, тоа е премногу ризично. Премногу Човек ризично обеснило почнува животно кралот, да се чува дома, поготово гибонот. Гибонот е онако, знаеш, оние мемунчиња кои се бесат, они одат само на нозе кога нас луѓето, со рацете се бесат на јажиња поставени. Аха, така. Многу редок вид мајмун. Веднаш ја прашав ЕАЗа, што кога имате оваков пример, затоа што е Стефан да не мудрува пак, од Дали ЕАЗа. Стефан Контра, нели? Еве да видиме. Да, затоа што си направив и непријатели, вела дека не ги сакам животните, но јас секогаш го мислам најдоброто за животните, а јаза ми е некако затоа што знам дека членуваат повеќе од 800 ветеринари во тоа здружение. Најстручно е, нема постручно. И нема постручно, они да до таму што навистина ќе ви кажат целосна препорака како треба да биде. Велат дека премногу е ризично се чува таков мајмун дома, дека веднаш треба да се скупи зу да побара тоа животно да биде во некој резерват за гибони во кои постојат, резерват за мајмуни, во кои постојат во Холандија, во Данска, во Швейцарија, се што треба македонскиот менеджмент, директорот наместо да задолжува вработени да не идат на работа да чуваат мајмун дома, треба да буквално се обрати со еден мејл и мајмунчето да го испрати на соодветно место каде што треба да биде. Праќавме или пространство на лекување? Па колку шимпанза, мајмунчето колку- шимпанзото беше на рехабилитација, ни го вратија супер. Еве го имаме и ден денес здрав жив во Скопје зу. Сам ти кажам до таму иде аматеризмот што се задолжува животни да чуваме дома. Така. Ајде сега некоја лавче ако мајката го отфрли, па знам дека си љубител на големи куќиња, може ќе сакаш и лав да чуваш Покрај помошни кангалите. и ќе те задолжим и тебе. Шала на страна, премногу е ризично, Александар. Не за џабе АЗа на неколку страници не кажува зошто е ризично. Исто во Но ова нема никаква на реакција од золошка. После овие информации ништо не никаква реакција. Они уште кријат за Началникот смртта што на началничката за оваа работа знае, така? Реагира на нешто? Началничката во последниве 3,5 години беше во некој зимски сон, сега се разбуди за да изиграва херој по скопските улици. Меѓутоа, кога се работи за Скопје зу, јас и приватно, колку и да немаме комуникација, колку и да имаме различни ставови, она нема кога се работи за Скопската зоолошка градина, мислам дека нема ни влезено во Скопската зоолошка градина. Така да на жената не ја интересираат животни, не ја интересира зоолошката градина и еве го резултатот до каде не донесе. Се говори по градов дека си човек, нели, кој што е посветен на целата оваа работа. Многу луѓе те гледа како прав човек на таа институција, зоолошката градина со селото, тоа познавање. Се говори по градов дека си добил некоја непристојна понуда. Зашто се работи? Несудениот директор на зоолошка градина. Јас, Александар, имав безобразна понуда да бидам директор на зоолошка градина. Така. Од еден скопски градоначалник кој е близок на градоначалничката, кој може да го видиме како се шета само по подкасти. Едно утро, тоа беше околу 2022 година есента, ме побара да испиеме едно кафе вели во едно скопско кафуле. Мене ми е комши, јас го познавам, се согласив на таа средба. Испивме едно скопско кафе на Смуавите и предлогот беше следен. Ика во негов стил: Стефано, да вие твоите во партијата во која членуваш од дете не те сакаат и не те почитуваат, никогаш нема те исполнат желбата да бидеш директор на Скопската зоолошка градина. Јас на тоа му велам, ако така требало да биде, се случува со причина. Ми вели, градоначалничката Данела Арцовска е спремна да ти прости. И јас да ми прости. Што сум изгрешил? Што си изгрешил? За да ми Толку прости. интересираш. Да ми кажеш што е грешка. Она е спремна, вели, да од први ти станеш директор со менаџерски договор во Одма менеджерски зоолошка градина, одма менаџерски договор, на плата, вели, од над 70.000 денари. Макам, добро.
која е цената? Знам дека не доаѓаш овдека со ваков Од љубов непристоен ќе го пратат, предлог така, и лека толку препознато ја препознавте стручноста моја, па еве ми го нуди тоа. Да, има нешто што треба да го направиш, вели, а тоа е да направиш 3 последователни пресконференции. Првата пресконференција да се откажеш од својот матичен општински комитет од ВМРО ДПМН Карпуш со еден прес. Вели, ние ќе ти смислиме пиар текстче. Добро. Втората е да ти си член на градски комитет, вие направивте таму резултати, не те почитуваат и таму, вели, ти ќе одиш, ќе направиш еден прес пред градскиот комитет и ќе се откажеш од ова, ќе ти смислиме убав пиар текст. И третата вика, ќе го замрзнеш твоето членство во ВМРО ДПМН, ќе помораш конгресот председателот Христијан Мицковски затоа што не ја води партијата како што треба. А овој не е член на ВМРО ДПМН, што ти го збори ова. Не, ова е еден скопски началник, Така. многу близок до градоначалничката. На тоа само се насмеав, станав и се заминав затоа што моето домашно воспитување, образование и култура, тој господин е постар доста од мене, може да ми биде татко, не ми даваше да му кажам тоа што го помислив во моментот. Проработило тоа чешкото кај тебе, откако- така е, да, врие. Но откако се замислив и ден денес не можам да сватам Александар докаде оди она безобразност, оние игри, можам да ги кажам слободно, Па и и газење што по се човечки може судбини. да направат, да чепнат таму кај што највеќе боли, да само за пуста политика, пусти пари и такви задкорисни игри. И да уништа човечки животи. Хипотетички, кога Стефан би го прифатил тоа, после неговиот мандат во Золовска, што би било со Стефан? Никој и ништо, нели, руган од луѓето, ваков таков се продали. Еден ќе станат- неуспешен Значи, директор за размислуваат плата на тоа. први. А Никогаш не би се нафатил на таков Кога сме предлог. да кај успешни и неуспешни проекти, кажи ми, уште на работа се вратиме, секам на Золошката градина. Имаше еден, по наводници, многу успешен проект на крајот од мандатот на Петре Шилегов, се каже Динопарк. Што се случува со таа работа? Јас вака уште ми е свежа сликата кога еден поранешен премиер ги галеше. Си ги галеше диносаурусите. Сакаше да ги рани така натаму, Да. така да тоа уште ден денеска не можам да го сватам дали беше шега од негова страна или беше многу сериозен човекот. Не, они си одработија со Динопаркот и тоа си го изведува многу убаво од пиар аспект, меѓутоа вистината е сосема друга и многу малку македонската јавност се запознаена затоа што Динопаркот се направи во сред ковид кризата кога се немаше пари, се немаше вакцини за луѓето кои боледува од ковид. И знаеме со какви последици, со колку смртност се заврши сета таа епидемија. Тогашниот премиер Зоран Заев, тогашниот градоначалник Шилегов во сред епидемија потрошија пола милион евра за набавка на вештачки диносауруси кои работат на струја, да ги набавија на еден спорен сомнителен тендер од Кина, тендер за кој нема ни гаранција на тие реквизити, пола милионче. пола милионче, Така, заедно со се оградата која направија во Скопје и сите покрај оние протоколи од ЕАЗа кои им кажуваше дека ова е зоолошка животни, не треба тука струја и вакви звуци да пуштаат, ги вознемируваат животните. Затоа и не сме членка веќе на ЕАЗа. Не сме членка. Не сме ни кандидат членка. Имаме бан 8 години да бидеме членка на ЕАЗа поради глупоста на Петре Шилегов и на Зоран Заев кој сакаше да гали диносауруси. На една моја средба со него, кога се работи за лошката, наистина знам да бидам малку по-арогантен, му кажав дека ако сака може во Муртино да се ги земе слободно, да ослободи зоолошката градина, затоа што ги вознемирува животните. Меѓутоа до ден денес тој Динопарк го е затворен, таму е змијарник, не постои, реквизитите се тотално неупотребливи, се уништени од временските услови, гаранција верувајте за тие реквизити набавени од пола милион евра во тендерска документација не постои. Не знаеме од каде се набавени и која фирма стои позади тоа. Ова е случај за кој апелирам веднаш финансиската, мислим дека веќе се работи на предмет, меѓутоа еве апелирам да финансиската полиција тоа како се позанимава и е на целосна ревизија да безобразна кражба, Стефан, пола милион евра за да не стиропор за некој да не знаеше во кампањата за ова. Ние одевме рамо до рамо со нејзи, она кажуваше ќе направи ревизија. Меѓутоа после 3,5 години, еве 4, мене да нева да ми каже добар ден, јас ќе искочам надвор и ќе видам дали е ден или ноќ. Тотално не може на таа особа да ја се верува, затоа што знаеме со колку агресивност и каква кампања дојде на таа позиција,
а што направи, еве го гледаме Скопје на што личи. Уште малце, нели, уште неколку месеци до локалните избори, но Дај Боже. дајде да правиме муавети, малку да ставиме зоолошката градина на страна. Активен си те гледам и по другите институции во делот на град Скопје. За еден град, метропола како што е Скопје, најбитната работа е на градските татковци, на градскиот татко, градска мајка ни имаме во моментов. Пред се е чистотата на градот, нели? Така. Хигиената, и вториот момент е градскиот превоз. Те следев, беше во јавното сообраќајно предпријатие Бев во сите јавни предпријатија. те следев негде на Facebook, имаше добра објава, заедно со уште еден колега, мислам, од својот Да, заедно. заедно со колегата Тони Бојковски. И објавивте неколку интересни информации поврзани со јавниот Фрапантни, сообраќајен превоз. Александар, гледаме, информации. на назад гледаме 3,5 години. Нема автобуси, не се исплаќаат приватните автобуси, се не доаѓаат точно на време автобусите, се палат автобусите, горат по улициве. Нема доволно возачи, не ги исплаќаат луѓето. Останавме без бензин, да Без не бензин. заборавиме. И Па сите владата мораше да помогне у 5 за Какво 12 да- за да возат автобусите. Неколку пати, нели? Да. Што се случува во ЈСП во моментов? Значи, што е со скопскиот јавен превоз? Вака, јас сум советник 12 месеци, во октомври ми се пружи прилика, неочекувано, да влезам на во тој советнички состав. И заедно со колегата Бојковски сме на исти став, дека еден градски советник кој го избрал народот, го избрале Скопјани, не треба само да сме во советот да дигаме рака и да земаме хонорар, него треба да си го одработиме тоа, затоа што сметам дека советникот треба да го исцрпи сето она што го добива од секојдневната комуникација со Скопјани и тоа да го пренесе таму кај што треба. Веднаш почнавме со едни герили акции по јавните предпријатија, за кои морам да кажам, мокни сме само медиумски да делуваме, но не и на никој, за жал на некој друг начин. Меѓутоа се испоставува дека ете, издржавме. Уште малку недели до Тоа е добра мисија за избори. утре гласачите да видат што се случувало. Така да секако ќе има ефект Не вашите посети таму. не боли Скопје. Скопје е нашиот град, тука сме се родени. Најубавите работи не се имаат во Скопје. Случајно си го сакаме градот и затоа сме тука. И ако не направиме ништо, тогаш ќе се осеќаме некористи. Бевме во ЈСП на закажан состанок, не прими директорот Драган Кучевски, можеме да кажеме одлично. Иако не очекува дека ќе не прими, дека не смееше од Данева, но еве, не прими. И ние кажа целата вистина со која се соочува ова. Која е вистината? Со ЈСП? Вистината е сопки од градот, недоволно комуникација, политика и само политика, и на крај ќе завршиме едно недомакинско работење. Град Скопје ЈСП постојано е со блокирана сметка. Постојано. Како функционира? Имаат направено некој договор кој е нелегален со некоја банка, ова е од директорот кој ми го соопштува. Дека ние не одблокираат сметката само да исплатиме плати и кон добавувачи кои се ургентни. Потоа пак е блокирана сметката. Значи уште една работа по допрен глас до јавно обвинителство. Така е. И ова да го провери. Така е. На паркингот на ЈСП инсистирав да го видам, од кој објавив фотографии на мојата социјална мрежа Facebook, на мојот профил. Лежат 230 автобуси кои не се поправени. Хаварисани. 230 автобуси 230 не се работат. наоѓаат на паркинзите во ЈСП во скопската населба Кераминница. Скапуваат како игат на паркинг. Ете така, тие се хаварисани Не се и поправаат. тоа е плод само на недомакинско работење. Ако Чекам, Данела отстапено Кискочи 240 автобуси. 230 и нешто, нема фаќа точно за збор. Ту, Ако Данела Кискочи ќе каже дека советот ја кочи. Не е тоа, вистина тоа е, сите седници на советот се јавни, се пренесуваат во живо и тоа граѓаните може многу лесно да го проверат. Сите, ја како советник одговорно тврдам, сите инвестициски програми се уредно изгласани, а развојни програми се изгласани. Неколку пати го субвенционираме ова јавно предпријатие, кој е бунар без дно. Буквално, од големи пари од Скопјани се одлеваат од касата за ЈСП, а ова предпријатие тоне. Никогаш не било така. Ние се сеќаваме на какви денови имаше ЈСП, беше чести привилегија да се работи во ЈСП и како возач, и како контролор, и какви нови автобуси се донесува. Сега И бегаат луѓе ЈСП по беше пространство возат. крвоток на градот. За 3,5 години Александар се уништи во јавно предпријатие, промени десетина директори, со никој не чинеше,
Она сака да командува со тоа јавно предпријатие. 60 на вкупно промени во овие 3 години. Гинис, мислам срамотно. 60, да, директори. Значи, тука доаѓаме дека не е до луѓето, дека е до, можеби до незе, нели? Она сака да раоководи со предпријатието и видовме до каде го донес. Да влезете во ЈСП сега, како ја што имав прилика со колегата Бојковски, ќе видите дека таму времето застанало. Значи, работниците немаат никакви услови. Платите се навистина катастрофални, иако се што беше донесено како предлог од Советот, ние го изгласавме. Па се говори дека има и возачи кои што се под договор на дело. Да. И во таква форма возач кој што вози автобус со луѓе не сноси никаква одговорност. Никаква одговорност. И тоа е многу опасна работа. Како не? Има таму од се по нешто, но најголемиот дел со ова што го говорам треба да се позанимаваат институциите. И јас само ќе кажам... Како тргне емисијава, до сега 10 пати ги повикнав, мислам, Па, со аргументи. Не може да кажеме ништо пати убаво. до сега, да? Не може да кажеме ништо убаво. Јас би бил среќен кога би кажал, во мојот град се случи ова и ова, има некаков ивент, ајде да идеме, Скопје една темна приказна. Скопјани заборавија да се смеат. Се на шала ќе ти кажам, последен пат се смеевме, кога Петри Шилегов ја пушти прија седмица од Трговски доле да поминува Капитален проект. Капитален проект, Да, и тога се насмеавме последен пат онака. Браво за Петра Шилегов, Браво за Петре, да. Што пушти линија. Скопје е темна приказна, заборавија луѓето да се смеат, заборавија да искачаат во парк. Немаме никакви ивенти, немаме културни настани. Универзална сава видовме МКЦ. Јавното предпријатие МКЦ, последни информации кои доаѓаат до нас советници дека е пред банкрот. Ке треба да се стави клучи и на МКЦ. Најкултното место во Скопје. Најкултното место во Скопје пред затварање. За какво лице имаме ние да збориме за ова градско раководство после се што му го направи на Скопје и се некој друг е крив, само градоначалничката наша е во право. Навистина жалосно. Но од друга страна пак ќе кажам сум многу среќен што за многу кратко време од сега доаѓаат избори, сум сигурен дека доаѓа градоначалник кој ќе си го сака Скопје, дека Скопје ќе биде една поубава приказка. Стефан, ја обработивме зоолошка градина, го обработивме ЈСП со твоите активности. Ајде е онај многу битен сегмент за градот, а тоа е хигиената и чистотата. Комунална хигиена, предпријатие за кое што последниве 3,5 години има многу контроверзии. Многу работи се слушаат за нив, многу работи имам прочитано, се пишуваат и ти си многу активен во тој дел. Што се случува со комунална хигиена? Јас морам да признам последниве месеци си имаше точен ден кога доаѓаат луѓето да го подигнат сметот од малото во кое што живеам. После некој период се случува на 2 недели да се случува тоа, сега се случува еднаш до 2 пати месечно да ни го соберат сметот. Скопје стана еден од највалканите градови во светот. Сум се прошетал на многу места во светот, сум бил меѓутоа толку валкан град во последно време како што е Скопје, за жал, моето Скопје не сум сретно. Што се случува со комунална хигиена? Рак рана предпријатие во последниве 3,5 години, во предпријатие кои се смени 11 директори на Даниела Арсовска. Рекордерот е комунална, така? Да, рекордерот е комунална. Па ЈСП после. Па ЈСП. Така. За жал комунална хигиена, која исто можам да кажам дека ги доживува своите најлоши денови од основањето на ова јавно предпријатие. Ова јавно предпријатие, исто ќе кажам дека е целосен загубар и е бунар без дно, како што беше и ЈСП, ќе ги употребам тие тешки зборови. Тоа се предпријатие кои што треба пари да носат на градот. Треба да носи, треба Со се својата грижи за работа, чистотата, така е. Меѓутоа, веднаш сакавме да направиме веднаш следба со директорот, затоа што градоначалничката не ни доаѓа 3 години на советнички прашања. Се нема појавено советнички прашања, за да прашаме зошто Скопје не е прљаво. Нези истура и ѓубре пред канцеларијата револтирани граѓани од еден градоначалник скопски. Меѓутоа, Ама и луѓето на терен лошо поминуваат од комунална хигиена. Револтирани се граѓаните, викаат по нив, се караат. не се криви Не работниците. се виновни, да, знам дека не се виновни, ама Не се виновни работниците. Ова е брука, ова е срамота е за градот. Еве, два пати писмено, да не биде дека не работиме со докази, се обраќам до директорот на комунална хигиена, за да го прашаме. Бевме со колегата Бојковски да го прашаме зошто Скопје не е нечисто. И покрај се што ви изгласавме во Совет, ви изгласавме вработувања, ви изгласавме развојна програма, инвестициона програма, 2 пати ве кофинансираме, ви даваме дел од буџетот, затоа што станови требаат пари за
поправки за плати, за набавка на резервни делови. Каде е пречката што не се собира ѓубрето? Сакавме дека не може не прими, му се обратив писмено. Првиот мейл е на 30 мај, па е, каде му се обраќам и барам средба со советничката група на ВМРО да помане. Овој мейл е на тотален игнор, значи нема никаков повратен мейл од ова. Второ му се обраќам на 7 јуни, сакам да го прашам пак. Ево вториот мейл, да ставам број, велам кога ви одговара, да е надвор од работно време, во работно време, како ќе одлучите вие. Јас како советник сум должен да ве посетам. Имам неколку прашања, Скопјани имаат прашања до вас, затоа што градот никогаш не бил попрљав. Никогаш. Ова е Значи, катастрофална мириса од секој агол, контейнерите се преполни, глетката е ужасна, дури би те исправил. Скопје не мириса, Скопје смрди. Скопје смрди. Смрди, нели? Дури мислам дека предизвики ми на Скопје не веќе на шала маката ги натера да ги сликаат контейнерите и да ги постираат на социјалните мрежи и се надпреруваат кој контейнер е пополн. Зошто не доведе до колапсот каде што лежат 150 камиони кои треба да работат ден и ноќе во Скопје, тие се хаварисани и лежат на паркингот на комунална хигиена. Значи ЈСП 230 возила се расипани на паркинг? Да. Во комунална 150. Комунална 150. Да. И никој ништо вака не реагира за целата таа работа. Не реагира, се некој друг е е крив. Додуше овој директори го нема никаде, не знаеме ни како се вика. Каква срамота е ова? Го гледаме од договори дека се вика сабахатино системи од фактури кои ги подпишува, во кои ние ги случајно ги добивме, иначе не знаеме како изгледа човекот. Никад пред советот не се нема обратено, не ни одговара на мејлови, на посети, буквално ништо. Данела го крие, не знам од кои причини, меѓутоа обични смртници советници, да прашувате директорот на град комунална. Советот на град Скопје е основач на јавните предпријатија. Во иронија го знам кои сте вие советниците на градот Скопје. Ние сме основачи, ние мора да ги имаме информацијата. Апсолутно. Сега, јас кој што ме дал Господ по природа, кој што кажав и пред малку, не сакам да бидам од тие некои што само идат во советот и си одат. Се потрудив да најдам каде се исцрпуваат парите на комунална хигиена. Затоа што очигледно овдека нешто како и во ЈСП не нешто се случува. Овде баш смрди. Во буквална смисла. Баш смрди. Комунална хигиена смрди. Буквално смрди, да. Најдов случајно на еден договор кој е потпишан на 25.2.2025 со лицето Валјон Беџети. Тој е син на пратеникот Блерин Беџети, лице кој може да го видиме во постојан контакт со нашата градоначалничка. И договорот е, замислете, за извршени интелектуални услуги и заштита на животната средина. Така. Дечко има 18 на години, чинам дека ја советува интелектуално комунална хигиена. Колку години има? Околу 18, чинам дека има 17-18, не ме фаќате за збор. И му дале договор. Му дале договор да советува комунална хигиена и за тоа лице, за тој месец што советувал. Сериозен си, озбилен си. Апсолутно. Еве го 18 години. Заверен со архивски број во комунална хигиена. Дечкото е веројатно капацитет, ја советува комунална хигиена и тоа советување си го наплатил неверојатни 775.000 денари од касата на комунална хигиена. 775.000, значи не од град Скопје, од комунална директор. Од комунална хигиена или еден помалка милион за собирање на сметот во Скопје. Да биде трагедијата поголема, каде се црпат парите од комунална хигиена, лицето Бекир Сакипи, лице кое исто може да го видиме во постојан контакт со Блерин Беџети, а пак Блерин Беџети во постојан контакт со Данела Арсовска, извршил, замислете, имплементирање на нови техники за заштита на животната средина. Нови техники. Нови техники, не знам. Овој не е истиот, друг човек е. Ова е друг човек, малце е постар од синот на Блерин, но он извршил имплементирање на нови техники за заштита на животната средина при извршување на услугите и адаптација на моменталните решенија. Затоа дело, мислам смешно, ама не е смешно. Не ми се верува што го фактурирал 775.000 денари тој месец за овие негови иновации.
Еве ги покажавме документирано кон камера, ама и ќе ги скенираме до подоста да може ги видиме како што Каде треба. се црпат парите Кажи ми, од комунална хигиена? Само те молам Иначе, со оваа секунда. сумава е, таа им е сумата, 775.000. По 775.000, така им е Толку договорено. се просинеле, значи нивните иновации чинат толку. Види, Стефана, шега на работа да кажам, нели Демократската унија за интеграција стана зелена партија еколози, па еве гледаш се вклучиле. Да, Во комунална хигиена. на една со своите слика, стручњаци. на една слика со нивот председател мислам дека ќе бројат за пари, дека има Мислиш дека треба и овде јавното обвинителство да после ова провери? Александар ако не го провери, ја мислам дека во моментов финансиска полиција последните му информација дека е влезена веќе во предпријатието и овде сум сигурен дека некој ќе и тоа како ќе поднесе одговорност и замислете имајќи сектор во комунална хигиена за сметководствени услуги се ангажира 3 сметководители, еве ги со име, презиме и фактури, јавноста може да ги дадеме во секое време на увид. Ова се 3 фактури на физички лица, меѓутоа се сметководители, да го проверив, и они по човек ја фактурираат комунална хигиена за неверојатни 686.236.000 денари. Ајде. 10.000, повеќе од 10.000 евра по човек за вели проверка на сметководствената евиденција. Значи, овие едни е проверка на сметководствена А евиденција, други а од други е иновации. нели иновации зелени, а се работи за комунална хигиена. И ние имаме Некој што треба да го собира 150, и сметот. ние имаме 150 хаварисани возила кои стојат така. Сите пари од Советот од град Скопје се префрлени код комунална хигиена, развојни програми, инвестициони програми. Значи, јас навистина не треба тука човек да биде многу паметен да мудрува што се случува во јавно предпријатие и Скопјани заслужуваат да знаат каде им завршуваат парите. Еве каде им завршуваат Еве, јас ти ветувам дека линкот од оваа емисија ќе го испратам до јавното обвинителство токму да ги види овие работи да Одлично. биде по допрен глас. Мислам Одлично. дека ќе има ефекти целата таа работа. Значи, фактурење, сметководствени услуги, алтернативни нели делови за зелена агенда и екологија. И сето тоа се црпи од комунална хигиена, а предпријатието пропаѓа, возилата пропаѓаат. Таму не сметот идовме не се собира. на вработени кои доаѓаат наутро на работа и они не знаат што со себе затоа што немаат механизми за работа, немаат основни средства за работа, немаат камиони, немаат метли, немаат униформи. Значи таму времето застанало. А ние си ги плаќаме даноците. застанало, ние го плаќаме, парите некаде завршуваат за вакви работи. И јас после ова се сомнам и колку други работи вакви може финансиската полиција или ревизија да искочат. Хај, треба. А и верувам дека ќе искочат, затоа Треба што секој месец се плаќаме ѓубраниња, се плаќаме вода, се плаќаме од друга регуларно страна таа работа. Скопје како што нашата градоначалничка уме да го види за модерно Скопје, ако вака го гледа модерно Скопје, тогаш мислам дека има проблем со нејзиниот вид. Па и не можем и ова да го сватам, Стефан. Во прилика 400 денари е просек во Скопје што плаќаме нели кон комунална хигиена, таа бројка кога собереш и тоа предпријатие да нема пари, очигледно е дека се работи за криминал. Не може друго да биде нешто. Не се чабе се променија толку директори. Значи има луѓе таму, јас знам директори некем да ги Вака сите добиваме менаџерски договори? Сите Веднаш менаџерски договор. Па и тоа е исто за размислување за јавното обвинителство. Има со 20 директори со кои сум успеал да поразговарам на темата комунална хигиена, велат јас таму не потпишувам тоа што не треба да се потпише, затоа се отидов. Бош. И овде ставаме прст на глава и велиме во кој свет живееме ние и што ни се случи овие 4 години со макијата на градот. 4 години, да, уште малку, но доаѓаат убави времења, би рекол, за неколку месеци има Фала локални. Мислам за град Скопје. Полошо не може да биде од ова. Никогаш не бил. Мислевме Петре кога беше градоначалник, велевме леле полошо од ова, нема има од лошото полошо. Како велат На нели Скопје му се случиле многу катастрофи. Му се случило земјотрес, нели, 63-та, му се случиле поплави, пожари, му се случиле Петре Шилегов. И кога мислевме дека нема ништо полошо од Петре Шилегов, му се случи Даниела Арсовска. И ја издржа Скопје Даниела Арсовска. Еве денови сме Па денови, да, се бројат денови на тоа би сакал да избори. те прашам, политичката партија ВМРО ДПМН истакна неколку кандидати за градоначалници, меѓу кои и кандидатот за градоначалник за Скопје, Орси Георгиевски. Георгиевски, актуелниот градоначалник на Кисела вода. Јас да не бидам субјективен, ама сум убеден дека ќе победи на овие избори. Дали се работи за добар, квалитетен кандидат, некој што може да направи нешто за Скопје, бидејќи Скопје во моментов е руина.
Руина, баш руина. руина, значи треба да ја поправи прво руината, да го дотера тоа, па да тргне нагоре да биде. Има ли таков капацитет кај Орце Георгиевски, кај неговиот тим на луѓе да го врати повторно Скопје, да бидеме среќни кога излеземе на улица, да не се врати на смевката? Орце најде и на руина кога ја превзема Кисела вода. Че таму беше, исто времето беше застанато, таа општина беше целосно во криминал. Меѓутоа, познавајќи го Орце од најмлади години, ние се знаеме со Орце и од навивачката група на Комити Запад, Орце Вардарец, од дете. Се почитуваме многу, го Сите сме стексон го врдаци, познавам. некој поише, некој помалце го сака, дури Јагим Јонос. Така е. Да. Меѓутоа го познавам Орце и приватно, знам за каков човек се работи и многу сум среќен што доби шанса прво за Кисела вода. Бев убеден дека ќе направи нешто со Кисела вода. Последните анкети кажуваат дека луѓето од Кисела вода и жалат зашто се оди за градоначалник за Скопје, затоа што им си го сакаат луѓето во Кисела вода, затоа што он ја воскресна општината буквално. Станува збор за еден народен човек кој навистина е скопјанец, си го сака градот, сака да остави нешто позади себе, остави со Кисела вода, јас сум повеќе од сигурен дека ќе го воскресне Скопје. На Скопје му треба рестарт. Познавајќи го Орце, познавајќи со каква страст си ја работи работата, сигурен сум дека ќе одбере и вистински тим на луѓе, затоа што го чека многу работа. После овие 4 години дебакл го чека многу работа. Но пак ќе кажам, јас сум сигурен дека веќе во првите 6 месеци сите ние скопјани ќе бидеме горди дека имаме еден таков градоначалник кој може да го видиме, ќе го гледаме ден и ноќ како работи. Ова го имавме и со Коце Трајановски, нели, пона знаеш и на шала да искочат фотографии како отпушуваше шахти со Јас сум бил сведок, што го гледал 5 часот наутро како прави такви работи. За ист таков калибар на човек се работи и Орце е многу помлад од Коце, има многу повеќе енергија. Убеден сум, сигурен сум дека на Скопје го чекаат многу поубави денови, затоа што Скопје не едно. Животот е премногу краток. Оваа метропола треба да живее, треба да живеат генерациите после нас. Мора да си го вратиме Скопје да блесне онака како што еве јас и ти си го познаваме колку каква хармонија и какво беше Скопје некогаш. Скопјенце наше. Ајде да видиме што се случува со другите кандидати за градоначалници за град Скопје. Ти си човек, шетам по градов, слушаш секакви информации. Јас оно што го слушнав последниве денови е дека танталови маки во Социјалдемократскиот сојуз никој не кел да им се нафати хипотетички да биде кандидат за градоначалник на град Скопје. Последно име што се врти вака денови е дека Каја Шукова ќе оди како кандидат за градоначалник на град Скопје, што по мене не би било некој големо изненадување, бидејќи по таа политичка партија се моментов да пробаш да најдеш некој вака чист и не и испрљан човек со политика, тешко да најдеш. За Каја Шукова можеме 10 емисии да збориме за сите работи што има правено претходно и во извршната и во законодавната власт. Јас одона Што мислиш, да има ли шанси? Јас мислам Било кој од СДСМ? Јас ќе почнувам тема да разговарам на следниот начин. Ние во Советот контактираме со советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Таму сме по неколку сати во десетици сати во денот. Веќе имам и пријатели кои се, нели не сме луѓе од Скопје, се запознаваме се сите. Имам доста пријатели од Социјалдемократскиот сојуз кои велат дека ние 3,5 месеци, 4 вика бараме кандидат за Скопје, ние не може да го најдеме. Велат, ние не може да најдеме носител на листа за советници. До таму е доното оваа политичка партија што никој не им се нафаќа. Не се нафаќа некој. Не им се нафаќа да биде. Што знае дека сигурно ќе влезе, нели? Да, знае дека сигурно ќе влезе, меѓутоа што ако влезе? Да, и срамот е голем. Да, и што ќе застапува во Советот, сепак треба да имаш бекграунд некој. Да, има во минатото вакви слични акции од Социјалдемократскиот сојуз. Ако се сеќаваш кога не можеа да најдат кандидат председателски, кога се кандидираше господинот Ѓорги Иванов, па се кандидираше Љубомир Данилов Фрчковски, да. Со одредена парична надокнада. Да, се нафати да се одработи. Во минатото. Во полоша ситуација се наоѓаат сега. Од она што јас имам како информација, еве и за господјата која спомна Шукова, и тоа мислам дека еден пиар затоа што веќе многу почна да се збори дека они немаат кандидат. И они мора да лиферуваат во јавност со некој име. Претходно беше со Ралев. Ралев. Па човекот мислам дека
нема каде не напиша дека не е заинтересиран за таа позиција. Тој го губи авторитетот со тоа што го зборува дека кандидат ќе биде. Мислам дека исто ово ќе го направи и Шукова, но ајде да почекаме некој ден да видиме. Меѓутоа оваа политичка партија го достигна дното и навистина мислам дека и после избориве дека воопшто и нема и да постои. Тоа можеби не е толку добро во една држава да немаш опозиција или да не е квалитетна опозицијата заради самиот напредок на државата. Се надевам дека ќе дојдат добри времиња, дека ќе добиваме и конечно конструктивни опозиции да имаме во Македонија кои што ќе мислат за убавото на државата. Така е. Што мислиш, дали Демократската унија за интеграција ќе излезе со кандидат за градоначалник за Скопје? Она што го знам во моментов е дека ќе се води многу интересна битка во наш Чаир. Да, Ел Класико. Ел Класико ќе биде баш таму. Пујар Османи, кога што разбрав Изет Меджити се во комбинација, тоа ќе биде баш Ел Класико го кажа. Што мислиш, Дујке одат со кандидат за градоначалник за Скопје? До сега никош не промашиле вака од 90-та. Само од кога постала како политичка партија, не од 90-та, од 2002 таму. Немам никаква информација, од она што разговарам со мои пријатели од Дујеви советници во Советот на град Скопје, и они се наоѓаат исто во една незавидна ситуација дека таа партија во моментов и пробува да се реформира колку може да се реформира. Немаат се уште кандидат кој е официјално дека ќе биде, неофицијално се зборува дека ќе биде некоја господја, меѓутоа името и се крие се уште во тајност. Не знам дали е тоа ефтин пиар или истото го им се случува и оно што им се случува и на СДСМ. Шега да не биде Данела Арсовска заради низината блиско со Дуј во последно време. Нема да ми изненади. Нема да ми изненади ако го видам тоа, да нема се може да се очекува. Бога ми. Стефан, времево ни помина во 5 секунди вака во разговорот, секогаш е пријатно се разговара со тебе, дали вака или официјално на емисија или негде на кафе. Си имаме муавет, вика. Си имаме муавет, како ви кажат, ама љубав муавет направивме и вечерва. Мене ми е драго и ти благодарам што беше гостин, што одвои време во овој летно издание на Проверитас. Да не забораваме на крајот на емисијата да не оставиме простор за шпекулации. Говоревме цело време за град Скопје и за градоначалничката Данела Арсова, да го судиме оној настанок кој што беше нападната, нели? Апсолутно. Како жена и дека ние апсолутно сме против секаква форма на насилство, поготово кога треба нели да се действува со политички алатки, со политички начин на комуникација. И приватно веднаш од кога се случи тоа, советничката група на ВМРО-ДПМ веднаш во јавноста искочи со соопштение дека најостро го осудува нападот на началничката, доколку нели сето тоа се испостави дека е вистина. Да, и дека пак ќе кажам, не може ништо да се верува на Данела, но сме апсолутно против секаков вид на насилство и доколку навистина се има случајно тоа, ги повикуваме сите надлежни институции до крај да го испитаат и да си поднесе нека одговорност, а навиваме никогаш да се повтори повеќе. А ние овде во емисијата Проверитас навиваме што побрзо да дојде до промена во градот Скопје за да живееме подобро. И се надевам дека по тие промени кои ќе дојдат во градот Скопје, Стефан, повторно ќе се видиме овде во студиото, каде што ќе говориме за поубави работи. За поубави работи за градот, како треба да се развива и како треба да живее. Ти благодарам уште еднаш што беше гостин во Проверитас. Ти посакувам и понатаму успех и така храбро да продолжиш да се бориш со сите своји активности кога што го правеше тоа и до сега. И благодарам и вас на поканата, навистина ми беше чест и привилегија што бев ваш гостин. Фалеше на платформата уште еден оваков подкаст, така да навивам да трајат уште долго. Ти благодарам, Стефан. Почитувани гледачи, тоа беше 15-тото издание на емисијата Проверитас. Не заборавајте да стиснете subscribe и да не поддржите во борбата за борба за вистина. Пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.